Твојот центар е твоето најбезбедно место. Центарот на твоето битие е твоето најсигурно место. Кога си во својот центар, ти ги откриваш и ги ослободуваш своите потенцијали. Од центарот на своето битие ти можеш да ја премостиш секоја препрека и да го надминеш секое ограничување. Од центарот на своето битие ти ја добиваш силата за промени. Ја добиваш јасната визија за своите вистински потреби, за своите изворни желби. Ја добиваш волјата, ја добиваш мотивацијата да ги реализираш. Затоа центарот на твоето битие е местото каде се е возможно. Кога не живееш како на вистина што посакуваш, подсвесно игнорираш својата права суштина, односно не дозволуваш да ја препознаеш. И тогаш многу често се вртиш во зачараниот круг, мислејќи дека не знаеш како да постигнеш, како да го реализираш она што го посакуваш. Постојано те напаѓа чувството на недоволност, на безвредност. Запаѓаш во чувство на кривица. Сметаш дека немаш доволен капацитет ниту способности. А тогаш всушност само не дозволуваш да бидеш во центарот на своето битие и да дозволиш да те зборува твојот внатрешен глас. Овој глас секогаш ти шепоти кој си на вистина, што си на вистина, колкава е твојата вредност и колкава е твојата моќ. Тоа се најрелевантните информации за тебе во секој даден миг. Твојот внатрешен глас е твојот најмудар учител, најдобриот пријател, најстрасниот мотиватор, твојот најдоследен потсетник, најсилниот погон, твојата најјасна мапа, патоказ, каде е твојот пат. Зошто? Затоа што твојот внатрешен глас е јазикот на твојата права суштина. Твојот внатрешен глас е влезот во местото каде се е возможно, во центарот на твоето битие. Твојата права суштина е секогаш близу до изворот на бескрајната мудрост и интелигенција која го создава целиот овој универзум. Блиску до широката перспектива на самата креација и онаа позната мудрост дека ние мора да го побараме местото каде се е возможно, всушност е дека ние мора да откриеме, да прифатиме и да ја живееме својата права суштина. А местото каде се е возможно е центарот на нашето битие. И затоа мораш длабоко да понираш во својата внатрешност, да откопуваш, да бараш, да спознаваш, да запознаваш и да прифаќаш. А потоа да делуваш и да живееш од таа позиција. Исполнет, слободен, радосен живот значи познавање на својата права суштина. Нејзино прифаќање,
одржување на комуникацијата со незе и делување од таа позиција. Животот каков што сакаш да го живееш е всушност допуштање да го слушаш својот внатрешен глас, допуштање да бидеш водена без премислување, без очекување, со потполна вера и доверба, со ентузијазам и со оптимизам. Твојот внатрешен глас е најчистиот, најсилниот глас. Но тој се слуша кога си во својот центар, длабоко усидрен во својот центар. Бидејќи буката на овој свет е преголема и затоа е потребно себе си да се обезбедуваш мир и тишина за да го слушнеш тој глас. Потребно е дистанцирање од разните дистракции на надворешниот свет, одстишување на другите гласови, одставање на минимум на мислењата и верувањата на другите, препознавање на тугите образци на мислења и однесувања, за слушање на својот глас неопходно е чувството за своето тело, присутност во своето тело, чувствување како е твоето тело, поврзаност со своето тело. Исто така е важно да научиш својот ум да го смируваш, да го научиш да тихува, до таа мера за да може да се ослободи од ограничувањата на оваа материјална димензија. Исто така, кога влегуваш во енергетскиот процес на усидрување во својот центар и слушањето на својот глас, многу е важно себе си да не си вршиш притисок, да ги сведеш на минимум очекувањата, како сето тоа треба да изгледа, дали добро постапуваш, да не ментализираш што ќе слушнеш, како ќе слушнеш, дали навистина ќе слушнеш, кога ќе слушнеш, туку да му допуштиш на твојот внатрешен глас да избие на површината, да веруваш во потполното водство, да имаш доверба дека вистинските информации секогаш ти доаѓаат во вистинското време, дека секогаш си на правото место во правото време. И многу важна работа да знаеш како точно да го разликуваш својот внатрешен глас од гласот на своето его. Така што внатрешниот глас секогаш доаѓа одеднаш, изненадно, со тотална јасност, обоен со тотален мир, леснотија, сигурност. Околу него не постои никаков грч, ниту пак никаква тежина. Тоа не значи дека тој секогаш е обвиткан во убава хартија. Ке се случува да ти предизвикува и некаква нелагода. Но тоа е она кога точно знаеш дека нешто треба да направиш, го чувствуваш тоа со целото свое битие, но носиш во себе некоја нелагодност, трема, неизвестност, некоја доза на страв. Но сепак, длабоко, во ниту еден момент не те напушта длабокиот мир, не те напушта спознавањето дека се е добро и дека се ќе биде добро. Тоа е говорот на твоето битие. Тоа е твој внатрешен глас. Ова во кратки црти беше објаснувањето кое е местото од каде се е возможно, колку е важно да бидеме усидрени во својот центар на секојдневна база и да делуваме од таа позиција.
Во следното видео на практичен начин ќе објаснам како да го слушаш својот внатрешен глас со една посебна енергетска вежба. Фала ти на вниманието и мир и светлина нека те прати.